Долгови, надоместоци на штета, раскинување на договори, ова се споровите за кои граѓаните најчесто наместо на суд правда добиваат по пат на медијација. Речиси 20% од сите заведени спорови завршуваат со подадена рака и постигнат вонсудски договор. Предничат споровите во кои се инволвирани фирми и осигурителни компании. Комшиските караници за имоти и земја се подолу на листата. Самата постапка во медијација дава можности страните да ги задржат добрите односи, да ја продолжат комуникацијата и во решавањето на нивниот спор има колку што е можно помал број на тензии и нетрпеливости кои се карактеристика во повеќето судски постапки, каде што е познато дека страните не ја продолжуваат соработката доколку не го решат спорот на најдобар можен начин. Обидот за медијација е задолжителен кај стопанските спорови со побарувања до $1.000.000. Иницирањето на постапката е бесплатно, а потоа се тарифира за сума од €15 од час. Колку ќе изнесува крајниот трошок, зависи од тежината на предметот, бројот на странките и одржаните состаноци, но сепак на крајот странките ќе потрошат само 1/5 од сумата која што би ја платиле доколку се соочат на суд. Трошоците се многу поминимални во однос на оние кои што се предизвикуваат во судска постапка. Например, дури може да биде и неблагодарно да се каже, меѓутоа некогаш за 16.000 еве, например, од искуство спор се направи трошок во судска постапка од $40.000, што не знам баш колку и може да се смета ова за правично решение, а истиот таков спор споредбено би се завршил и за $3.000-3.500 трошоци во постапка на медијација. Медијацијата треба да заврши за 60 дена, но праксата покажува дека споровите добиваат епилог по само неколку состаноци. Во земјава има 21 лиценциран медијатор и нивните имиња се јавно достапни на веб страницата на Министерството за правда. Граѓаните кои што сакаат да решат некаков спор по пат на медијација и да одберат медијатор, треба да се јават во Министерството. Странките може да ја прекинат медијацијата во било која фаза од процесот, но штом склучат спогодба, таа има иста правна важност како и судската пресуда.